Не кажам на памет. Бројка мора да има цврста основа. Бидејќи суперот е снименот и кога ќе дојдат бројките, пак ќе го се снимаме. Со бројките и ќе видиме на памет или не. Што ќе направиме? Првата продавница за попусти ќе биде мобилна апликација и ќе со сабскрајбот што ќе се направи, ќе имате попусти на сите места каде што ќе одите. Веќе 10 дена го јадам ова исто јадење, го тестирам некои нови рецепти за Futuriva Kitchen, што сакаме да го правиме проектот. Иначе ова е Snickers Oatmeal Bowl. Овес, банана. Има пола доза Slim Meal од чоколадо, пола доза вегански протеин од ванила со јаболка и crunchy peanut butter. Страшно добро е. Ова и имам уште едно кој е Bounty Oatmeal Bowl. Комбинација со нашите продукти. За Futuriva Kitchen нема многу да зборам, бидејќи таму се уште сме у преговори за некои работи, така да не е ставен тој проект во реализација за да можам да го споделувам точно. Иначе и таму ќе имаме уште еден партнер кој што би ни помагал нормално за да може сите проекти да ги реализираме. Бидејќи тоа сватив и со Васил и така функционираме, тоа е убедливо најправилното нешто и најдобро ако сакаш да се шириш, да имаш различни делови во бизнисот или да отвориш повеќе бизниси паралелно. Мора да го работиш партнерски со друг тим од луѓе кои што се стручни за одредена сфера. Затоа и ние немаме проблеми меѓу нас, бидејќи сме точно поделени кој што прави, кои одговорности ги има и кои задачи. Сега, за да растем уште повеќе и да се шириме, секако ни требаат партнери кои би опфатиле некоја сфера од тој бизнис за кој станува збор. Денес ќе биде страшно долг ден, а слабо сум спиен. На брзина ова да го изадам, идам на состанок сум со сметководителов, после тоа имам уште еден краток состанок, имаме во Сеньори фитинг проба за перо антич, му правиме нов стрит шут, меѓутоа после тоа ќе го снимам. Почнуваме варијација на стрит шутовите, доле да ги правиме и без ластик како опција кој сака. Денес е првиот модел таков направен комплет, така да и мене ме интересира баш како ќе изгледа со тој материјал. И после тоа имаме многу долг и битен состанок заедно со Васил и двајцата нови партнери на кои работиме на тотално новиот проект, односно мобилна апликација, меѓутоа сосем различно од тоа што го правиме ние. Тоа е малце више друг бизнис, меѓутоа тоа малце покасно во овој влог ќе го споделам. Може и ќе снимам тој состанок, бидејќи више таму мислам дека после денешниот состанок тој проект почнува во реализација и ќе се одвива многу брзо. Бидејќи кој имате тим на луѓе кои стварно работат и создаваат нешто и направиле нешто во животот, кога ќе се договорите нешто да правите заедно, премногу брзо се одвиваат работите. Што ја порано не сум бил навикнат, бидејќи за тоа би плаќал луѓе за плата и едноставно не може да ја завршат работата или ја одолговлекуваат премногу, бидејќи просто кажано да ги бивало ќе го направиле за нив. Deep and wide, carry the rhythm, their souls collide. Every grain of dust, every sound, whispers of the sacred ground. The spirit of the earth, commanded through fire and rain, I'm still the same. Spirit of the earth.
Не ни возам кола у Скопје воопшто, пошто секако работата ми е од дома. Глобала и сите состаноци претходно ги организирав да ми бидат тука негде пред зграда, така и со Васил ни се у локали од околу, за уопште да не излагаме, пошто за паркинг и сообраќај е хаос. Ама, од кога го земав Мејд Точаков, у денови вака кој имам обврски низ град, така добро се завршуваат и брзо и не се замараш ни со паркинг, ни со ништо, што реално сум препороден. Лепота, ем си се возиш, ем завршуваш обврски низ град. Сега моментално идам, треба да видам некои материјали што стигна за бермуди да направам како црниве, тоест како беливе бермуди, само црни, од истиот материјал Drop Cross Cargo и сакам кошулата, кој е добар тој материјал, исти како белиот, да направиме и црна и кошула. Така да се имам состанок за тоа и да прегледам дали ќе искочат како што треба. И после требаше со перо да има фитинг, меѓутоа е откажан, бидејќи нема да стигне денес, имаат и синьори некои други обврски, така да тоа ќе биде некој народен влог. Да завршам со ова, треба со Васил валја да имаме еден краток состанок и после ние долгиот состанок за друга мобилна апликација со двајцата нови партнери што ја правиме. И тоа ќе се терам со Точак, пошто ми е лепота. Слушај, ние решивме на работа дека ти треба 50 ресторана да ги најдеш. Дај со сумата што не ти чини. Како сума да се кара, па те чека на пенал. Ој те мисли што виде на кажа да ги запишува у апликација. Он, ако те сретнав у Капри, кај беше. Што не се слагаш, тоа сакам да те прашам. Има забелеш? Не, чекај, ма се прашаш што сме се договориле. Ние се договоривме Мартин дека 50 локала треба да ги собере за една недела, се друго ќе направиме. Ние апликација ќе сниме. Чекај да кај беше. Тоа зборев. Еве ќе ти упростам за. Те молам да ме упростиш. Чекај само забелешката прво, Треба пошто само тоа да најбитно. договориш 50 ресторани да имаат попуст и да дојдат корисници да се зачленат у програма. Тоа исто му е така? Не, Колку тие две работи? Не, да. Ние ќе ги броиме пари. Уживај. Уживај, рачунај среден. Сега нели продавница за попусти. Ајде, но Не, има Мора да детали. се види дали има шанси да се направат колку заштедиле. Тоа нели не Тоа може е да се најбитно. види. Може. Како е најбитно? Кога са тоа автоматски треба да смените бизнис моделот. Тоа значи, па тоа значи треба да се поврзе со софтверот на локалот. Не, па пишавме пред за да го верифицира кодот за попуст мора да ја напише сумата на сметката. Келнерот, нели 2800 денари, и фактички потврдува. И тогаш мора да внесе 75% сума на сметка. 75% иде за ресторанот, 15% за сабскрајберот. И си има дешборд детален и коментент од ресторанот и По сабскрајберот. номерот треба да пуца нешто. Мора да укуца Вие сте сметката. ненормално. Тоа не се свързано. Тоа е вие сте Тоа е најбитната. Како без- ќе Ако ја куцаме шанси. сумата, Како ќе валидираме попуст на овие Тоа е корисникот? исто кога скенираш кодот, па боле даде го направи со скенирање кодот. Келнерот го скенира кодот, тоа е идеја. Да, бе. Како Па мора да другачи скенира. Како другачи ќе верифицираме дека ти си платил и која сметка? Што си платил? Како ќе знае газдата, не само чекај. што си платил, како си сабскрајбер ќе Стоп, верифицира. друга работа. Ти на газдата на ресторанот, како ќе му кажеш колку гости си му донел, кога нива само попусти, него келнерот може да го шига да, он што да одложење залепи, на он е најскапата 15%. сметка да му рече ова е попустот, еве го кодот. Така, он мора да знае на која сметка. Значи, кога ја скенира келнерот, ја пише сумата на сметката, тоа се бројки само, не пише мила мамо, не пише расказ. Он ја пише сумата на сметката и после кодот што ќе му го даде у програмот на ресторанот, што му го, овој нели, тој попуст е со тој код. Само да му го внесе, за да газда утре други ден у нашиот админ панел и у неговиот да ги измечува и да рече да бе, ова ми се сумите, а ова ми се кодовите. Тоа е. Он секако мора да ја скенира и само за да го верифицира попустот мора да ја внесе сумата на сметката. Ништо поише, шифра од 4 бројки. Толку. Сим, а тука ги фаќаме кај што ти реално има точно колку сума си му донал промет на ресторанот преку маркетинг на твојата апликација, а и ти имаш лично како сабскрајбер колку си заштедил денес благодарение на апликацијата.
И тука ние маркетиншки сме го врзали и стварно да ги видат луѓето бенефитите. Иначе не може да ги согледаат ти. Добро, и ти текна прошиот пат, викам сега имаше 15% попуст, ќе беше уќар 210 Ја мислам дека треба да денари. влеземе за да ги видиме сите ставки за да видиме. Ама ако е сума, добро. Не, само сума. Ако сите ставки. Гајле сите ставки он на фактура. Па ти тоа материјално сметководство да зема да. Ова може понатака да направи. Ти на фискална сметка, односно на направен промет му даваш попуст. Океј, Така да, што има ону прометот? Дали има како лепа брена за 4 особе, кој ќе да плати предузеќе, тоа не ти интересира, он дава сметка, фискална, вади. На фискалната сметка сума минус попуст. Чао, поздрав, треба да си платиш толку. Просто. За да ти имаш добро, ударен... има, океј, признавам, има овакво. Има он на скенира Да, бе, три, купонот, три, скенира видите и има како поле го за гледаш? мес со толку. Ништо МКД. да. Проблемот што секој келнер мора да има апликација. Има на телефон. Не, ќе ама му е секако сега. мора. апликација. На телефон, Веб не, бе, апликација телефон, и не се кире. автоматски Не се скенира QR код со камера. Другари, дали у фирмата ќе Си има... има веб интерфејсот, тоа е тоа. Чекај, Се што он внесува Стоп. Или урала? Не. Ти уживај, сега да му објаснам него. Зашто секој келнер, како ти му кога ти наплаќа, ти доаѓа, секој има келнер за наплата или го зима од онда апаратче? Може газдата Добре, еден сакаш да кажеш телефон, има еден чекај, телефон. па нормално газдата си има еден телефон на кој си Да, ама гледа кога се е и- гужва сите по телефонот Абе, почува. ќе ти се гужва да те пачка да гледам кој гужва, па не може два келнера за наплата се исто тие. Не, Кој добро, гужва не, ти нема не го два знаеме тој терминала момент. за плаќање. Колку терминала за плаќање? Има еден, така? И кој гужва си го Не чекаш. гужва, он го скенира, пише ништо, шифра, брат. нема... Не, решава. Не, ова седмица, па сега штанцаат Не. фастфуд. У момент, у било кој ресторан, може максимум 3 сметки у исто време да се наплаќат. Не може 50 луѓе у исто време. Добро, да Ако имаш ја на терминали У ти интерес на ресторан, времето два. се скенира и се пише Види, да, сумата на акција има сметката. келнерот. Што ќе биде точно акцијата, Да, ќе ќе видиме, ама мора нешто да... Абе, акцијата му е Види, проста. тоа не е Скенирам најбитно, кодот зашто кај на тебе. собственикот на ресторанот он има да, детален дешборд, ти денес колку си му Така е. донел твои клиенти, односно реализиран промет преку твојата апликација. Така е. Што тоа ни е најбитно за било што надале, и за сабскрајберот и за ресторанот. И сабскрајберот да се знае кога и кому вика јас ти сабскрајб на 300 Пошто ние денари, пуштаме нели заштеди платена реклама, 900. идеме кроз промоција ресторанот со апликацијата или како иде и да го види реално бенефитот и ти му викаш на крај на месец извештав, ние ти донесовме месецов промет од 120.000 денари, он се огледа на дневно ниво тоа. А сабскрајберот платил ако е прв 300 денари, 299, заштедил 2000 денари. Се он си вика јас со 299 денари сум заштедил 2000 денари месецов. Ме разбираш? Добро, Тоа ни е колку поента. се минимум попусти за почеток? Тоа што го кажавте, 50 е груба бројка или е Без. Не, да имаме 30 до 50 локации. тоа се ресторани или тоа се различни бизнеси? Па различни Било бизнеси што ја му е било од со интерес. фокус на ресторани за почеток. Ама па може сезонски, не знам, некој што продава гуми, ќе дое за промена на зимски гуми, автоматски ќе одигнеш маркетински да идат таму. Ќе даде поголем попуст, зборам успоредба со Збориме другија за више. попуст 15% на крајна сметка. Па Да. тоа ќе преговараме Некако со цело време тоа ресторанот. збориме, околу 15 врт. Околу 15 Па евра. ја, пошто сум го давал и знам дека 10 до 15 е можда... Да, 5% е... Не, 5% Нема е... логика. Него е сам. Нема логика. Види, некој, ако може и 20, значи може и 20, има места што ќе сакаат да ги разработат, ќе сакаат поише, Не, имаш не, места збориме што се- минимумот, треба да е... За угостителство 15. зборим. За угостителство зборим. Да. Ако ти купуваш телевизор, 15% не ти даде никој, ќе му дадат 5. Ако се врзаш да речеме со продавница за бела техника, онда ти има, значи на различни струки, него што со те следен, за да биде масовно не, на почеток, да биде масовна апликацијата од почеток, дојдат одма сабскрајбери. Сега тоа го зборевме пред да дојдеш. Знаеш што ни е целта? На почеток да дојдат многу сабскрајбери.
сите да кликнат да стана subscribe. Да има една недела или еден месец фри. Ќе го видиме како, али што со те на прв удар у месец дена ти да собереш 10, 20, 30 луѓе subscribe. Ти му е гратис, му е гајле, разбираш 15% ќе земе. Он мора да го искористи А многу е битно све да не сетирам за старт да види он со гратис му уште 2000 денари. За вториот месец да ја види бенефитот за да би платил 300 денари. Добро. И ти му вика он фактички место да плати за да користи, ти му викаш користи па плати. Еден чекор, првиот чекор го тргаме. Ама он за да го направи сето тоа и за на почеток дојде сабскрајбери, они ми се смеат мене дека јас им викам 10-20 луѓе сабскрајбер ќе има и им кажем како. Има и ти 20 места. Не, има и 20. Ја може да се допунам со смешката. Тој тука сум. Ако Многу е. Види, дечки, Нема, мора некој да има у екипата таков што е чекај. прогресивен. ја не се врзувам со бројки. Песимиста кој ги Па песимисти сме сите, само Не, вика ја не сум 20 песимист, јас сум реалист. добра Ама не, ти лошо гледаш и да не се фаќаме за бројки. Не, Нема да. Тоа што гледам гратис ми даваш между добро. Не, бе, ама ти си гледаш од твој аспект, не е така, нема плаќа веза со реалност. Абе овој прв за гратис ќе го земе бе. Не, види, ама е небитно. Ти го почнеш и го растеш бизнисот, Само не е ќе ми бизнисот. каже бројка, да. Уклучи и имаш ти така. Почињаш 5, 10, 15, 20, 100, 1000. Разликата е што вие броите платени и ја ви кажам за џабе колку ќе дојдат онатре да пробаат. Тоа е тоа. И од тие Ти што ќе кажуваш пробаат на памет. 10-20%. Ќе видиме На бројките памет, ќе не, кажам. не бројка, не Добра кажувам на прогноза, памет. да. Бројка мора да има цврста основа. Бидејќи суперот е снимено и кога ќе дојдат бројките, пак ќе го се снимаме. Со бројките и ќе видиме на памет Не, или ти си не. луп. Ви кажам, може и Абе, ќе видиме. Сите да Ќе ставиме видиме. првиот месец колку ќе дадат. Ама ќе видиме, Ето, просто е, кога е снимено Може ти да ние- продолжиме до другите тачки. Ај, Да, се фаќаме за глупости. Значи, Бројката е другите небитна. тачки е ќе биде фри за почеток. X период. Месец, два, не е битно, ќе видиме колку ќе одлучиме. Треба да има warm-up некоја кампања за почеток. Еј, ова ќе правиме, како ќе правиме, остави имейл адреса, да видиш прв некој што ќе дознаеш. Ќе има, треба да има некоја мини наградна игра giveaway за да се Разделки донесат јаки, луѓе. И Да тука се сакам да договорат. кажам дека ова со попустите е една работа, а сделките се друга работа. И тука сакам да ги дефинираме сега што значи попуст, што значи сделка. За мене попуст, и мислам дека вие истото го гледате, дека попуст за вас е попуст на сметката на крај на извршување на услугата. Да. Додека сделка е доаѓаш конкретно Купон. пица, пеперони, се користи од само среда и од среда до сабота од 5 до 9. Тоа е сделка. Значи напукано Но со истиот ресторан ќе имаш и услови. попуст и сделка. Да. Како ќе го решиш Од- тоа? Как сделката Што што е користи прави? сделка нема попуст. Само сделка му се евидентира. Сделката си е една работа и тоа сакам да го Исто, вратам плаќањето. сделката Јас е од без- ова што све го- Истото ти е, само друг попуст. Не, имаш плаќање тука и плаќањето Како доаѓа ќе, зашо кај би ја плаќал? А зашо да ја Како ќе плаќаш? плаќаш кај тебе? тебе. Па јас уште Да вратам купиш купон? да. Тоа го зборевме за Не, за јас се патувањата слагам да со останат сделка, сделки. ама зашто да купува купон на лице место, има да си одбере тоа. Сега Ќе пица си одберам ја нарачавме и пица со одјам Кока-кола. 20% попуст. Добро, Пример е 600 денари. добро. Ако си сабскрајбер ќе ти биде 500 денари. 400 денари. Тоа ти е сделката, ти влага у Внатре, Ма јас ти викам дека може може Он да сака за 300 да дадам денари. и извлечам повеќе работи, бидејќи мислам дека може тоа да се направи. Така. Мислам дека го Да го разбирам. објаснам Зборевме зашто. да има Да објаснам сделки, ама зашто. за правда Секој да ресторан има залиха, има рок на Мислам дека те трајање и разбирам. има моменти каде што може да ги даде, без разлика дали е за промоција и дали е за конкретен производ или е чистење на залиха, има понуди. И затоа сакам да класифицираме ова е попуст, ова е сделка. А плаќањето јас си ја водам воденицата да биде кај нас, ама очигледно овој принцип го менјаме у subscription и автоматски јас се бунам и не можам да искочам од тоа и треба Мислам дека те разбирам. Сакаш да кажеш конкретен пример. Јас ако сум член на апликацијата во Dailies имам 15% попуст. Кој обичам. Можам да си нарачам пеперони, пица, можам било што. Но имам и тикет унатре да го кликнам каде што за 450 денари добивам и пиво, добивам и
Ама да го платиш у апликацијата, Не онлайн. морам да го платам Не, во сега сватив апликација. дека јас грешам. Не морам да Тоа ти викам, исто и тоа е попуст. Само е друга Он кампања. само, да, Не, друга пак му ги кампања, плаќаш кај пушап него. кампања Како правиш. Волт беше го гледавме Да. прошли пат. А Имаш тие ги хамбургер, имаш рекламираш- чизбургер. А тие ги рекламираш на клиентите од до што има екстра попуст ако е во апликација. Со тоа што тука веќе имаш еден чекор плюс, да му речеш дај ми 2 купона гратис, за да ти направам наградна игра. Он 2 купона, значи ќе ги доделиме на наши, ние не ги плаќаме, ресторанот ќе им ги даде, колку ќе е купонот. Јас као И го само гледам. и уште една работа, извини што, ама многу мислам дека е битно. Збор купон ја би го укинал тука. Бе, како сакаш, ај како ќе го викам. Каве сделка. VIP клуб ќе го викам. Добро, VIP клубот. И имаш ти картичка и ти си дел VIP клубот, па мислам Фичо го кажа минатата Да, ти тоа многу ми прошли пат залепи. го решивме, Океј, затоа ти како- викам Ама сега сакам да не. кажам дека тука се QR кодови се Да. и за сделката, и за попустот се QR кодови. И не се Ти вика сакаш купони. сделката да вратиш, не ја враќа. Да, да. Само е друга ставка на попуст. Со Така, многу бе, лет. така. Али уште го вика он сделката. Не, окей. Ама ја кога ќе кажа, Али не добро, го ќе се мислам ресетирам. како сакаш ќе го викаме и управо е, затоа што и кога ќе кажеш ти аптекарката и аптеката е друго, а фармацевтот и фармацијата е друго. Така, Зборев те сватив. порано Управо си. купоните, вамо таму имавме ниво на омаловажување на клиентов и он, а вака е сега, јас сум дел од VIP клуб и тоа Да, Фичо да. каже, мислам дека е многу голема added value, така да тоа е тоа. Па и тоа е реалноста. Ти си плаќаш VIP membership за да имаш бенефици. Јас само сакам да кажам дека вака за мене можеби е тоа, дека сакам да си ги дека да не гледам тоа е 6-ка, 9-ка да не гледаме, туку да кажеме една иста бројка и муабетот ми беше има giveaway некаков за да се соберат Така е. мейл адреси, потенцијални лидови идни, да најавуваме кампањи, па после тоа има месец дена, 2 месеца free subscription кој ќе се регистрира прв, едно друго пак ќе го има тоа. И после тоа Да, ама за све ова ни треба договорени ресторани. Без тоа не ама не само ресторан, не само ресторани, има утре и салони за убавина. За сите Не, тие ја ресторани. измислам Зборам ако има. Да, Значи сакам не да би се врзало ресторани само. Да, рестораните Најлесно е мислам ресторани, дека- за тоа зборам. Ресторани мора да Па, има. не мора да значи салони за убавина, сака да се пробија, има еден куп Добре. више. Ти, знаеш колку кога ќе го пукнеме Масажа. маркетингот? Јас сакам првиот месец, Се, два, тоа много да игра, точно. масакрираме со онлайн маркетинг. Масажа, он Само што дојдов долг состанок беше оедно 4 сати скоро траеше, дел има снимено. Кратко да ви објаснам што ни е поентата со новиот бизнис. Ќе биде апликација, односно ќе биде првата продавница за попусти. Бидејќи сакавме нели попусти, ако имате гледано претходните влогови во Футурива апликацијата да метнеме за ресторани и за јадење, меѓутоа свативме дека тоа е многу поголем, има многу поголем опсек и не може да се врзуваме само со фитнес и со тој дел и само со јадење. Затоа случајно се врзавме и правиме еден голем мрч кај што ќе направиме првата продавница за попусти, ќе биде мобилна апликација и ќе со сабскрајбот што ќе се направи, ќе имате попусти на сите места каде што ќе одите. Тоа е главната поента, да фатиме што е можно повеќе коминтенти, односно места за попусти, како ресторани, дополнително освен физички локации, да има патувања, тури специјални организирани, тоа што го зборев и со мејт точаците како тури, патување, не знам, на X дестинации, промоции посебни. И поентата ќе биде апликација за штедење пари, каде што уствари сабскрипшенот ќе биде, на почеток ќе биде бесплатен промотивно, за да се увиди која е вредноста и што све се добива, ќе биде све геймифицирано за интересно и убаво да изгледа. Меѓутоа, ако сабскрипшенот валја би бил 299 денари месечно, ви минимум пута 5 да се штеди за таа сума месечно, односно да може да заштедите минимум по 2 до 3.000 денари месечно, што секако ги давате со сабскрипција од 299 денари. Значи, се гради еден огромен екосистем каде што ќе има места, каде што ќе може, каде што веќе одите да имате и попусти. Сега, другото, како ќе ги фатиме коминтентите, односно рестораните и местата, тоа што ќе им правиме нив маркетинг бесплатен, односно ние ќе им носиме клиенти. Автоматски, преку тоа ќе рекламираме и нашата апликација, а
и местата каде што би имале они попусти. Така да би било вин-вин за сите можни ситуации и затоа многу верувам овој проект дека може премногу успешен да биде, особено на овој пазар и каде што цените се поскапени и нема попусти. Туку исто така се надоврзува тоа што сакав тури како со мејд точаците да се организираат, викенди, не знам, да не набројувам, ама има безброј можни опции, салони за убавина, буквално све можно за што се троши пари на дневно ниво. Исто би сакал, доколку е возможно, да врземе некој ланец на маркет, да има попусти во него. Све ќе биде со QR код и ќе имате на дневно ниво извештај, тоа ми е главното, бидејќи ќе мора сумата да ја внесува тој што ќе го реализира попустот, односно попустот ќе мора да се реализира преку скенирање на QR код од апликацијата и комитентот, односно давателот на попуст, ќе има дневен извештај колку ние сме му донеле промет дента преку нашиот маркетинг, а додека сабскрајберот, односно нашиот клиент на апликацијата, ќе има дневен извештај колку он заштедил благодарение на нас. И затоа многу верувам во овој систем и мислам дека нема нешто што би можело да оспори успешноста на целиот систем што не направен. Дечките имаат преголемо искуство во тој дел, ќе кажам и кои се и која е нивната позадина во некое наредно видео, бидејќи следниот состанок ни е за 2 дена со нив, ќе снимам дел и тој состанок, бидејќи више почиња овој проект да влага во фаза на реализација. И затоа сакам да го снимам целиот процес како изгледа градење на нешто такво, да биде документирано. А воедно и да се запознаете и вие, да знаете што ќе биде таа продавница за попусти на некој начин, на трешноста да ја видите. Главното за почеток, првиот месец ќе биде промотивно, ќе биде све бесплатно, за да може да се види и да се осетат бенефитите од апликацијата и зашто вие, како наш клиент, би плаќале subscription, односно месечна чланарина за тој membership клуб, која ќе биде најверојатно 299 денари месечно. А целта е да се заштеди над 3-4 илјади денари месечно со само 299 денари месечно. Следното видео ќе биде Mindset Talk со Васил, веројатно утре ќе го снимаме, а додека после тоа ни е следниот состанок кој е за 2 дена, исто со дечки, ви ќе видите до кај сме стигнали. Се гледаме во наредно видео.